48 годишен маж вчера се обидел со шприц да и вбризга непозната течност во устата на неговата сопруга. Потоа зел остар предмет и ја изводел. Вакво семејно насилство се случило вчера во Струмичко село, при што е повикана полиција, а мажот е приведен и задржан во полициската станица во Струмица. За случајот е запознаен и јавен обвинител, кој дал насоки за документирање на случајот, пошто против насилниот сопруг ќе се поднесе соодветна пријава. Овој настан се случува само еден ден откако во Струмица се одбележа почетокот на кампањата 16 дена активизам против насилство врз жени и девојки. Психолозите велат дека насилството се повеќе се пријавува, но најпрепознаено е физичкото, каде има видливи повреди. Потешко се пријавуваат, но и препознаваат другите облици на насилство, меѓу кои и дигиталното, кое е во фокус на годинашната кампања. Последните статистики и анализи велат дека дури 80% од жените биле сведоци на дигитално насилство, а 40% од жените во Македонија биле жртви на дигиталното насилство. Оваа бројка е навистина голема и загрижувачка бројка, покрај она на семејното насилство кое што ја третираме со основните начала на насилството, физичкото, психичкото, сексуалното, вознемирувањето и така натаму, се она кое што со последните измени на Законот за семејно насилство и влегуваат. Бројки кои што секојдневно растат, а најмногу што ме загрижува е дека всушност препознавајќи го дигиталното насилство, ние стануваме свесни дека овдека не се само жените, овдека се многу поголем број девојчиња. За да се намали бројот на насилства, стручните лица препорачуваат поголема информираност, но и будност не само на институциите, туку и на јавноста. Сметаат дека за борба треба локалните власти, но и државата да издвојат позначајни ресурси за помош и третман на жртвите, во прв ред бесплатни соцлинии и советувалишта.